Еве не во Магдебург. Продолжуваме возење. Денеска скочуваме во Данска. Времево не е нешто баш најсјајно. Вака делува дека е супер, али е екстремно многу тур. Али добро. Значи вчера тргнавме до место во Гјор. Преку Словачка, Братислава влеговме во Чешка. Прага, влеговме во Германија овдека. Преку Дрезден стасавме во Лајпциг и конечно во Магдебург. Планов за денеска е, значи, да одиме на кај Хановер, после се качуваме Хамбург и стасуваме до ова место овде. Таму се качуваме на Фериброд и стасуваме во Данска. Финална дестинација за денеска ќе биде ова место Наксков. Некаде пред Хамбург има многу гужва на автопатов, многу голем застој кој што гледате со 10 на сат се движиме. Не знам што се случува, али кој што гледате германциве се многу колегијални, одма на средина се прави простор во случај да треба да поминува некое побитно возило од нас. Иначе, кој ќе треба да возам зад некој ваков што носи точак, буквално морници ме лаза. Во случај нешто да му се откачи од точако, искрено воза поприлично брзо, значи имам видено 150 кај што воза со точак закачено онака позади. Ако му се откачи нешто и ме удри, прсти кини на лице место. И не можам да разбирам која е поентата. Да одиш некаде на шетање и да го носиш точако со тебе. Као, окей, свајчам ако е, не знам, некој mountain bike, downhill, поздрав до Мозоко. Али тоа е. Ги схейтав овие што носа точак.
е тотален хаос. Тотален хаос. Ще види ова ако го направам. Може и по мене свиреше дечкото. Еве зашто имаше толку многу гужва. Го правя автопато и нормално од 3 ленти во една лента и се создава многу голем застој. Изгубивме може некои 20 минути, али тоа е конечно тргна сега да се вози. Абе, ме дечки, на 20 километри од пристаниште веќе се качува. Сега сакам да си го резервирам. Hello. So, line number 1. Thank you. Can I go earlier? Next. Thank you so much. No problem. Bye bye. Super. Ne pustio porano.
Морав малце да вратам назад. Че се снајдем, сигурно че се снајдем. Уште ова немам правено. Еве ме назад. Иначе моторот беше паднат, не знам како. Нема некоја штета овдека е изгребан. И ќе видиме кој ќе застанам. Среќа торбицава го спаси. Тоа се дешава ствари. Одиме. Ај, добре дојдовте во Данска. Добре дојдовте во Данска, меѓуто со тресење, шо вика. Ептен беше немирно морето и моторот падна. Го најдов буквално паднат. Не знам дали е дека не убаво врзав или како и да е. Ретровизорот е онаден и се надевам дека нема друга штета, вака моторот си е супер. А бога ми, ќе видиме кој ќе стаса. Тоа е, се дешава ствари, шо да правиме. Битно е дека јас сум окей. Моторот не е толку битен. Сега имаме некои кратки 30 километри, дур да стасаме до финалната дестинација, Наксков. Петар другар ми веќе ме чека. Таму ќе поминам неколку дена да одморам, да соберам сили и после продолжуваме понатаму. Дефинитивно потврдувам дека се е окей со Кармен. Првин се уплашив дека рачките се криви или напред со вилите си има нешто случајно.
Али не, тотално е се окей. Сега со овој ретровизоров, мислам дека е само отштрафен и дека ќе го заштрафам лесно. Добро е. Помино адреналино. Ајде еве во Танска. Значи ова сето досеја беше само начин да се дојде до овде. Сега одавде почнува вистинската авантура. Одавде почнува вистинската авантура. Кармен. Падната беше, да? Ове? Аха. Че се среди, мислам дека само треба да се стегне. Куферов дека точно на имала е онавен. И овој куфер е овде. Дека па има падната, ова нема да падне така. Ти човек, знаеш како се тресеше? Вака одевме. А да, дуга. Аха. Али нема ништо, супер. И так. Нема оживај, не се треси, ајде. Ќе биде проблем овде на паркингов да го оставиш да нешто, пошто уште немам никој прашано дали може да го паркираме таму старите. А кај? Тука сме нови здрави. Добро е. Преживеа овај пат. Манга! Камион на него! Имаше екстремно многу гужва на ова делница. Успешно се сместив. Сега одиме да видиме најпознатиот светларник во Данска.